Прашањето дали вештачката интелигенција може да развие емоции повеќе не е само научна фантастика. Најголемите технолошки компании, меѓу кои OpenAI, Google, DeepMind и Anthropic, се почесто разговараат за можноста идните AI системи да развијат форма на свесност или субјективно искуство. Иако денешните четботови можат убедливо да симулираат емпатија и разбирање, експертите нагласуваат дека тие не чувствуваат емоции, туку генерираат одговори врз основа на огромни количини податоци и јазични шаблони. Сепак, предупредуваат дека корисниците се почесто создаваат силни емотивни врски со ваквите системи, што отвора нови етички дилеми. Научниците велат дека се уште нема докази дека вештачката интелигенција е свесна, но со нејзиниот брз развој, прашањето за односот меѓу луѓето и машините би можело да стане едно од најважните во иднина. Највисокиот суд на Европската унија ја потврди казната од околу 4,1 милиарда евра за Google поради злоупотреба на доминантната позиција на оперативниот систем Android. Според европските регулатори, компанијата преку договори со производителите на паметни телефони барала нејзините апликации однапред да бидат инсталирани на уредите, со што им го отежнувала пристапот до пазарот на конкурентските компании. Казната првично беше изречена во 2018 година, а по повеќегодишна судска постапка, највисокиот суд на Европската унија ја потврди одлуката, ставајќи крај на една од најголемите антимонополски битки меѓу американскиот технолошки гигант и европските власти.